Може? Благодарам председателе, почитувана јавност, почитувани колеги пратеници, почитуван мандатар, кандидати за министри. Денес е убав ден, денес е голем ден, затоа што во историјата заминува најнеспособната и најкриминалната влада која што некогаш Република Македонија ја видела. Денес е голем ден и затоа што после 2008 година за прв пат ќе имаме целосна промена на власта. За многу граѓани и за мене денес е голем ден затоа што конечно кланот Заеви и на ним сличните, како и холдингот Doing Business, заминуваат во историјата. Денес, почитувани пратеници, почитувана јавност, е денот кога оние кои немаа народен легитимитет и кредибилитет и никогаш не излегоа на избори, не владееја, не управуваа и не плјачкаа. Денес заминуваат тие луѓе и на нивно место доаѓаат луѓе кои што беа на избори и кои што добија незапамтен народен легитимитет и кредибилитет. Символ за овие промени, за ова надеж и верба и негова персонификација помеѓу граѓаните е мандатарот спојен од Христијан Мицкоски. Христијан Мицкоски го познавам повеќе од 9 години и оно што сакам да го истакнам е дека се работи за многу работлив и многу истраен човек. Човек кој што не застранува од плановите и визијата кои секогаш однапред му се предвидени, детално разработени и споделени со соработниците и јавноста, и во тоа може да се увериме преку програмата 1198, а потоа преточена како дел и од програмата за работа на владата. Покажа истрајност, цврстина и силен карактер кон оние кои што години го напаѓаа, клеветеа, негираа, затоа што беа уплашени дека ќе дојде денешниот ден. Денес Мицкоски стои пред нас и ни вели дека Македонија ќе биде подобро место за живење. Јас сум убеден дека неговиот план и визија се реални и остварливи, ќе биде пеколно тешко, но финишниот резултат ќе биде испорака на ветувањата. Јас во тоа верувам и јас за тоа ќе гласам. Во секторот одбрана застанува многу искусен, работлив и тивок политичар, кој што сум убеден дека под негово водство во НАТО нема да бидеме земја од која што НАТО се плаши да не даде на уште некој пасош, на уште некој шпион, туку ќе биде човек на кого што НАТО ќе може целосно да се подпре, бидејќи НАТО е силно онолку колку што е силна најслабата алка. Во МВР седнува господинот Панче Тошковски, можеме да кажеме веќе и докажан во својата работа во 100 дена техничка влада. Ги видовме неговите квалитети. Она што сакам да го порачам, господине Тошковски, е тоа дека неспорно е дека во Македонија има многу криминал, тоа го знаеме сите. Неспорно е дека улиците ни се полни со дрога, и тоа го знаеме сите. Неспорно е дека треба да има голема битка на МВР против овие девијатни појави, но она кое што исто така сакам да го потенцирам е тоа дека криминалот е и во МВР внатре. Не е само криминалот надвор, затоа што на некој така му одговараше, и мислам дека и тоа како треба да се позанимавате со тие работи. Штовани пратеници, Македонија конечно после долго време добива министер за транспорт и врски. Досега една од бруките на Социјалдемократскиот сојуз беше тоа што при жив, здрав и прав министер за транспорт и врски
Артан Груби ги водеше клучните проекти од градежништвото. А Артан го знаеме сите, оние кои што го знаат подобро велат, ако Артан денеска не земе од некого нешто, не поземи од некого нешто, не земе некоја провизија од некого, ако е таков денот погоден, тогаш велат парите од едниот джеб си ги вади и ги префала во другиот со цел да ја задоволи дневната рутина и својот карактер. Господине Николовски, знам дека патот за Охрид под ваше водство ќе биде завршен во рекорден период. Очекувам брзо се заврши до Прилеп, патот до бугарска граница од Ново село и се она што е ветено во програмата, бидејќи во Македонија долго време никој ништо не гради. Штовани колеги, надворешната политика обично е символ за оно што се случува во државата. И затоа досега го имавме Бујар Османи за министер за надворешни работи. Она по кое што гледавме беа битките не за Македонија, не за Македонија да ги полни насловните страни по добро, по успеси, главна битка беше и во насловните страни, и во МНР, дали Бесмира Ејупи ќе биде конзул, дали ќе биде амбасадор, или ќе ја патат некаде постојан представник. Господине Муцунски, тоа треба да престане, треба да имаме дипломати кои што ќе даваат позитивна слика за државата, дипломати професионалци со кои што Македонија ќе се гордее. Еден од клучните сектори, секторот финансии, оди ке искусна министерка, која што ќе има огромни маки со оваа презадолжена држава. 30 милиарди евра потрошивте, да ви дадеме еден лист бел хартија да кажете што направите во овој мандат, не можете 3 работи да напишете, а 30 милиарди ги нема. Затоа некој потоа треба да ги плаќа каматите, кои што во 2017 во буџетот беа 130 милиони, а оваа година ќе бидат 250 милиони евра, суви пари, не да враќаме нови долгови, само да плаќаме камати, поради тоа што 7 години неспособни политичари, без народен кредибилитет, без одговорност кон народ, ја водевте оваа држава. Образованието е еден од столбовите на општеството. Очекувам од професорката Јанева да имаме соодветни наставни програми кои што се доликуваат на западните развиени држави, затоа што до сега во Министерството за образование единствено беше важно кој ќе ги печати учебниците, дали Арс Ламина, дали некоја друга фирма и кој потоа од тие големи десетици милиони евра тендери ќе ги зема провизиите. Министерство за дигитално општество е исто така многу важно во намалување на корупцијата, бидејќи корупцијата не јаде и не е главно ветување кон граѓаните. Сума сумарум, остануваат Министерството за локална самоуправа, за кое што како никогаш досега ќе се понесе внимание, каде што ќе се помагаат општините. Локална самоуправа со оваа вода добива нова димензија. Господине Перински, трудете се да имаме рамномерен регионален развој и секоја општина да го добие она кое што е ветено од страна на владата. Драго ми е што во новото Министерство за енергетика, наместо тоа да се тепаме по улици, односно да се тепаат по улици кој колку и каде треба да продава струја, уште не дојдени на власт, да станеме енергетски независна држава и да направиме разликата што е државничко однесување и одговорно према граѓаните, а што е пазарџиско однесување и одговорно према кликите кои што не ставиле на власт. На крајот, сакам да посакам многу среќа на секој еден од вас, начело со мандатарот, Македонија да биде нормална држава, пристојно место за живење, собранието секој реформски закон ќе го поздрави, ќе го поддржи, ќе го надогради ако има потреба, се со цел Република Македонија да биде држава каква што имаме сите визија да биде. Благодарам.